Куќичката. Кога другите деца вооружени изрипале од своите стебла, будалестиот Штрбавко победнички стоел на телото над Венди. Доцните, извикал гордо. Јас веќе ја погодив со стрелата. Петар ке ме пофали. А над него Звончица извикал. Глупак! Избришала да се засол. Другите не ја слушнале. Се сопреле околу Венди и кога ја погледнале, врз шумата се спуштила страшна тишина. Ако чукало срцето на Венди, сите ќе го слушнаа. Прв проговорил Свирко. Ова не е птица, рекол исплашен. Сигурен сум дека е господица. Господица, рекол Штрбавиот и се срушил на земја. И ние ја убивме, рекол Веселко засипнато. Сите ги спуштиле капите. Сега сваќам, рекол Кадравиот. Петар ни е донел, натажено се фрлил на земја. Господицата која конечно ќе се грижи за нас, рекол еден од близнаците, а ти ја уби. И било жал за него, но уште повеќе се жалеле себе си. А кога тој зачекорил на кај нив, му го завртеле грбот. Штрбавко пребледол, но имал некое достоинство што никогаш го немал порано. Јас го направив тоа, рекол замислено. Кога насон ми доаѓаа стотици господици велев, мила мамо, но кога таа навистина дојде, јас ја убив. Полека се оддалече. Не оди си, викнале сожалувајќи. Морам, одговорил трепејајќи. Многу се плашам од Петар. И токму во тој трагичен момент слушнале звук на гракање на кој сите им се треперило лицето. Го слушнале гласот на Петар. Петар, извикале, зашто тој секогаш така го најавувал своето доаѓање. Скријте ја, прешепотиле и брзо се собрале околу Венди. Само Штрбавко стоел настрана. Повторно се слушало гракање и пред нив се спуштил Петар. Здраво, момци, извикал тој и тие војнички го поздравил. Повторно молк. Петар се намуртил. Се вратив, рекол жолчно. Не се радувате? И отвориле устите, но немало глас. Тој тоа не го забележал, обземен од желбата што побрзо да им ја јави радосната вест. Голема вест, момчиња, извикал. Конечно ви донесов мајка. Никаков звук, освен тивкиот тап удар на колената на Штрбавиот кој паднал назад. Не ја видовте? Прашал Петар загрижен. Леташе во оваа насока. Леле, се слушна глас, а друг леко. Колку тажен ден. Штрбавко се испуга. Петар рекол тивко. Јас ќе ти ја покажам, а додека другите се уште ја криеле, рекол. Тргнете се, близнаци, Петар нека ја види. И така сите отстапиле за тој да може да ја види и откако извесно време гледал во неа, не знаел што да направи. Мртва е, рекол негодувајќи. Може би е исплашена зашто е мртва. Помислил смешно да изрипа и да продолжи да рипа додека не се оддалечи доволно, за да не ја гледа и никогаш да не се врати повеќе на тоа место. Сите други со задоволство би го сториле истото, но тука била стреличката. Петар ја изведил од незиното срце, свртувајќи се кон дружината. Чија е? Прашал строго. Моја, Петар, рекол Штрбавко клетната колена. О, подла рака, рекол Петар кревајќи ја стреличката да ја забоде како бодеш. Штрбавиот не трепнал, ги соколил градите. Удри, Петар, рекол решително. Удри машки. Петар два пати е кренал стреличката и два пати се спуштала раката. Не можам, рекол со страх. Нешто ми ја држи раката. Сите го гледале зачудено, освен Веселко кој за среќа погледнал во Венди. Гледајте ја, извикал. Господицата Венди, видете ја незината рака. И колку и да звучи чудно приказната, Венди навистина ја кренала раката. Веселко се наведнал над неа и занесено наслушувајќи. Мислам дека рече кутриот Штрбле, прошепотал. Жива е, рекол Петар кратко. Тогаш Свирко, во истиот миг, извикал. Господица Венди е жива. Тогаш Петар клекнал покрај неа и ја нашол својата петлица во форма на жела. Се сеќавате? Ја стави на синџирчето што го носела околу вратот. Види, рекол, стреличката удрила во ова. Тоа е бакнежот што ти го дадов и го спаси животот. Се сеќавам на бакнежите, веднаш се вклучил Свирко. Дај да го видам, види, тоа е бакнеж. Но Петар не го слушал. Ја молел Венди што побрзо да се крене за да може да ги покаже сирените. Секако, таа се уште не можела да му одговори зашто била преплашена.
но одгоре се слушало лекај. Слушнете ја звончица, рекол Кадравија. Плаче зашто Венди е жива. Сека морале и на Петар да му кажат за нејзиното злосторство и рече си никогаш не го виделе толку строг. Слушај ме, звончица, викнал тој. Не сум ти веќе пријател, никогаш веќе да не ми дојдеш пред очи. Таа му слетало на рамо молејќи го, но тој само ја поттурнал. Дури кога Венди повторно ја кренала раката, бесот малку му стивнал па рекол. Добро, не никогаш, туку цела недела. Мислите ли дека звончица била благодарна што Венди ја кренала раката? О, не, никогаш немала толкова желба да ја штипне. Самовилите се навистина чудни и Петар, кој премногу долго ги познавал, честопати ги мудрил шлаканици. Но што да прават со Венди во сегашната деликатна здравствена положба? Да ја однесеме долу во куќата, предложил Кадравиот. Аха, рекол Свирко. Токму така треба да се постапува со господиците. Не, рекол Петар. Не смеете да ја допрете, така ќе покажете недоволно почитување. Така и си мислев, рекол Свирко. Но ако остане таму да лежи, рекол Штрбавиот, ќе умре. Да, ќе умре, признал Свирко. Но што можеме да сториме? Баш можеме, извикал Петар. Ајде околу неа да изградиме куќичка. Сите биле воодушевени од таа идеја. Брзо им заповедал. Секој нека ми донесе нешто најдобро што имаме. Да ја опремиме куќичката. Бидете брзи. Следниот момент сите биле зафатени како кројачи ноќта пред венчавка. Се разлетеле на сите страни, па трче долу по постелнина, па трче горе по огрев и додека така биле зафатени, што мислите? Кој се појави? Џон и Мајкл. Додека се влечкале по земја, простум ќе заспиеле, па ќе се разбуделе, па ќе направиле уште еден чекор и па ќе заспиеле. Џон, извикал Мајкл, разбуди се, каде е Нана, а мама? Тогаш Џон, трејки ги очите, мрморал. Вистина е, ние летавме. Верувајте, кога го нашле Петар, им паднал камен од срце. Здраво, Петар, рекле. Здраво, пријателски му одговорил Петар, иако веќе сосема заборавил на нив. Во тој момент бил многу зафатен. Со стапки е мерал Венди за да види колкова куќа ќе биде потребна. И секако имал намера да остави малку простор за маса и за столови. Џон и Мајкл го гледале. Венди спие? Прашале. Да. Џон, предложил Мајкл. Ајде да ја разбудиме да ни направи вечера. Но само што го изговорил тоа, дотрчале другите деца носејќи гранки за изградба на куќата. Види ги, извикал. Кадравко, рекол Петар со најкапетанскиот глас. Погрижи си децава да помогнат во изградба на куќата. Да, господине. Изградба на куќа, извикал Џон. За Венди, рекол Кадравко. За Венди, прашал Џон зачуден. Зошто па таа е само девојче? Токму затоа, објаснил Кадравко. Ние сме нејзини слуги. Вие, слуги на Венди? Да, одговорил Петар. И вие исто така. Тргнете ми ги. Оджашени брајката ги извлекле да сечат, да цепат и да носат дрва. Први столовите и оградата од каменот, заповедал Петар. Па околу нив ќе ја градиме куќата. Да, господине, рекол Свирко. Така се гради куќа, сега се сеќава. Петар мислел на се. Свирко заповедал. Оди по лекар. Да, господине, одговорил Свирко и веднаш ичезнал чешајки се по главата. Знаел дека заповедите на Петар мора да се извршуваат, но за момент се вратил. На главата му била шапката на Џон и изгледал некако свечен. Ве молам, господине, рекол Петар, доближувајќи се до него. Вие сте лекар? Разликата помеѓу него и другите деца во таква околина било само тоа што тие знаеле дека тоа е само божемно, дека за него божемно е вистинско и биле сосема исто. Тоа понекогаш ги бунело, например кога морале да проверуваат дека Божен вечерале, ако децата препуштиле во своето преправање, Петар ги удирал по прстите. Да, мој мал човек, вознемирено одговорил Свирко. Но кога прстите му биле изудирани, ве молам, господине, објаснувал Петар. Овде лежи тешко болна господица. Таа лежала веднаш пред нивните нозе, но Свирко се правил дека не ја гледа. Рекол, а каде лежи? Она му на чистинката. Ки го ставам ова стаклено нешто во устата, рекол Свирко. Па Боже ми го ставил, додека Петар цело време трпеливо чекал. Кога го изведел стакленото нешто, настапил неспокоен момент.
Како е? Прашал Петар. Рекол Свирко. Тоа ја излекува. Драго ми е, извикал Петар. Повторно ќе дојдам вечерва, рекол Свирко. И ќе ја дадам говедска супа во чаша со цевка. Сепак, кога му ја вратил шапката на Џон, тешко воздивно, што било неговата навика кој ќе се извлече од незгода. Во меѓувреме, шумата сета оживеала од удари на секир. Речиси се што било потребно за удобно живеалиште било пред носите на Венди. Кога само би знаеле, рекол некој, каква куќа најмногу сака. Петре, викнал друг, таа мрда во сон, ја отвара устата, извикал трет со почет и загледувајќи се внатре. Прекрасно, може би ќе запее во сон, рекол Петар. Венди запе никаква куќа би сакала да имаш. Веднаш, без да ги отвори очите, Венди почнала да пее. Убава куќичка сакам, најмало што може, со убави црвени ѕидови и покрив со зелен мох. На тоа сите почнале да гугаат од среќа, зашто гранките што ги донеле биле лепливи од црвен сок, а подот, како со килим, бил покриен со зелен мов. И додека ја граделе куќичката, почнале да пеат. Изградивме мали ѕидови и покрив и убава вратичка. Окажи ни, мајко Венди, што уште сакаш. Но таа одговорила особено лакомо. Ох, би сакала уште нешто, сјајни прозори насекаде, рози да ползат навнатре, а бебиња да ѕиркаат на надвор. На тоа тие удирајќи со тупаници пробиле прозорци, а капаците биле големи жолти лиси, а рози брзо пуштиле по ѕидовите божем да растат на јубави ружи. Бебиња, за да го спречат Петар да им нареди да најдат бебиња, брзо запеале. Направивме рози да ползат внатре, бебиња се на вратата, како да се направиме себе си, кога веќе не направиле. Петар, на кого му се допатнала таа идеја, веднаш и замислил дека е негова. Куќичката на вистина била убава и несомнено на Венди било многу удобно. Иако се разбира, не можеле веќе да ја гледаат. Петар чекорел горе-долу, заповедувајќи ги завршните работи. Ништо не се пропуштало со неговото око соколово. Токму кога му се чинело дека се е готово, на вратата нема Алка, рекол. Сите многу се засрамиле и тогаш Штрбавиот го изведол пенчето од чевелот и ете, одлична Алка. Сега се е како што треба, помислили. Ни најмалку. Нема оџак, рекол Петар, а оџак мора да има. Се разбира дека мора да има оџак, рекол Џон. Важно на тоа на Петар му дало идеја. Му ја зел шапката од главата, го избил дното и го ставил на покривот. Куќичката толку се развеселила што добила толку убав оџак. И не баре сака да рече благодарам, и шапката веднаш почнала да чури чат. И сега вистинска била готова. Требало само уште да чукнат на вратата. Сега потрудите се да изгледа колку што е можно најдобро, ги предупредил Петар. Првиот впечаток е најважен. Му било драго што никој не го прашал што му значи впечаток. Толку биле зафатени за да изгледаат толку што е можно поубаво. Учтиво чукнал на вратата. Сега шумата била тивка како и децата. Не се слушал никаков звук. Освен оној на звончице кој наблюдувала од гранка отворено подбивајќи се. За тоа време децата се прашувале дали некој ќе одговори на чукањето, а ако тоа биде господјицата, како ли ќе изгледа? Вратата се отворила и господјицата излезе. Тоа била Венди. Сите ги симнале капите. Изгледали изненадено, поточно, онака како што се надевале. Каде сум? Прашала. Се разбира, прв проговорил Свирко. Господјице Венди, рекол брзо, и изградивме оваа куќичка за вас. О, речи дека ти се допаѓа, извикал веселко. Каква убава куќичка, рекла Венди. И тоа биле токму тие зборови што се надевале да ги слушнат. А ние сме твоите дечиња, извикале близнаците. Тогаш сите клекнале на колена, ги подале раците и извикале. О, Венди, господјице, биди наша мајка. Треба ли? Одговорила Венди блескајќи. Се разбира, тоа е волшебно, но знаете, јас сум се уште мало девојче, немам никакво искуство. Тоа не е важно, рекол Петар. Не баре од сите таму, само тој знае се за тоа, иако тој знаел најмалку. А нам само ни треба добра мајчинска личност. О, драги мои, рекла Венди, јас сум токму таква. Да, извикале сите во еден глас. Тоа веднаш го видовме, но добро, рекла Венди, ќе сторам се што можам. Веднаш дома, вие палави деца, сигурно ви се водени нозете, и пред да ве заспијам, сигурно и ви се нечисти разите. Имаме долго време за да ја завршиме приказната за пепелашка. Така тие влегле внатре.
Не знам ни дали имало доволно место за сите, но во недојдија се може да се стисне. Таа била прва од многуте радосни вечери што ги поминале со Венди. Малку по малку сите ги легнале на големиот кревет во домот по дрвјата, а таа ја поминала ноќта во куќичката. Петра пред неа стражарел со спремен меч, зашто во далечината се слушало како локаат гусарите, а волците тргале во потрага по плен. Куќичката во ноќта изгледала толку пријатно и безбедно, со блескава светлина што се пробивала низ капаците и со оджакот низ кој чурел чад, и со Петар кој стражарел. По извесно време сепак заспал, а некои тетерави вили и се јазеле по него враќајќи се од пијанка. А ако на патот им се најдело некое друго дете, тие сигурно ќе направиле некоја пакост, но тие само го повлекле Петар за носот и си продолжиле.